Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Се изголемуваат капитациските бодови за матичните лекари. Денеска е Благовештение Благоец, еден од најголемите православни празници пред Великден. Во градската библиотека утре одбележување на 116 годишнината од реѓањето на истакнатиот културен деец Круме Кепески. Викендов изложба Ајде да се изборуваме за растенијата од Елена Димовска-Николовска. Бензините поевтинуваат од полноќ. Од спортските терени, прилепските ракометари влегуваат во победнички ритам. Победа доживеа неочекуван пораз на домашен терен. Времето денеска студено со повремено засилен северен ветер. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Матичните лекари, гинеколозите и стоматолозите од месецов добиваат повисок капитацијски бод. За општа медицина и гинекологија ќе се зголеми од 75 на 100 денари, додека за стоматологија од 61 на 75 денари. Ова ќе значи повисоки плати и помотивирани лекари, а зголемувањето доаѓа по повеќе годишна стагнација во периодот 2019-2022 година, кога бодот изнесуваше 63 денари. Од државата за зголемувањето ќе се издвојат околу 550 милиони денари или над 9 милиони евра. Капитацијата во примарното здравство за првпат се покачува за 25%, а ваквиот чекор треба да придонесе општите лекари да прават и други прегледи, како скрининг програми и превенција кои можат да ги извршат без да се праќа пациентот кај специјалист, например како ехо преглед. Примарното здравство се соочува и со опасност да има недостиг на лекари, поради високата просечна возраст на матичните лекари. Со зголемувањето на капитацијата се очекува да се мотивираат помладите лекари да работат во примарното здравство. Од Фондот за здравство посочуваат дека реален раст на приходите може да има со зголемување на работата и продуктивноста. Православните христијани денеска бележат уште еден голем празник, Свето Благовештение Благоец, кој се вбројува во постојаните празници и секогаш е на 7 април. Меѓу народот повеќе е познат како Благовец, Благоец и се смета за тежок празник и не се работи. Денес најголемата прилепска црква Свето Благовештение во Прилеп, изградена 1826 година, го слави својот храм. Верниците го посетија храмот Свето Благовештение да оддадат почит на празникот како што го прават со векови наназад. Според верувањата, Благовец е благ ден не само за луѓето, туку и за птиците и за ѕверовите. Многу животни што ја преспале зимата на Благовец ќе се разбудат и ќе се размрдаат, ќе излезат надвор од пештерите, дупките и другите живеалишта за да го видат благиот ден и му се порадуваат. Во повеќе краишта излегувањето на змиите се поврзува со Благовец.
Марко Цепенков оставил прекрасен запис за излегувањето на змиите и други верувања поврзани со нив. Иако најчесто паѓа во тешките велигденски пости, на Благовест се јаде риба, дури и тоа се смета за потребно. Затоа и сиромасите се труделе да купат риба. Именден денес слават оние кои се викаат Блаже, Благоја, Блажо, Блага, Благица. Во Градската библиотека утре одбележување на 116 годишнината од реѓањето на истакнатиот културен деец Круме Кепески. Јавната општинска установа Градска библиотека Борка Талески Прилеп утре со почеток од 18 часот ќе одржи настан промоција на книга Необјавени страници за македонскиот јазик и предавање посветени на одбележување 116 годишнина од реѓањето на истакнатиот културен деец Круме Кепески, автор на првото издание Македонска граматика, публикувано во 1946 година. Пред многобројната прилепска публика, викендов во ликовната галерија на Центарот за култура Марко Цепенков беше отворена изложбата "Ајде да се изборуваме за растенијата" од ликовната уметница Елена Димовска Николовска. Станува збор за уметнички фотографии кои имаат за цел да ја прикажат моќта на природата, односно на растенијата во споредба со човечката негрижа за просторот околу себе. На крајот на краиштата, она што човекот го напушта и го остава, природата го освојува, односно повторно го зема во своите закрила. Ова е прва самостојна изложба на авторката, а се реализира во рамки на годишната програма на Центарот, поддржана од Министерството за култура и туризам на Македонија. Од полноќ бензините поевтинуваат. Малопродажните цени на бензините Евросупер 95 и Евросупер 98, како и на Евродизелот и на екстра лесното масло за домаќинство, од полноќ се намалуваат за 0,5 денари по литар, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на бензинот Евросупер 95 ќе биде 76 денари, Евросупер 98 ќе се продава за 78,5 денари, Евродизел и екстра лесното масло за 68,5 денари за литар. За 0,68 денари поевтинува и мазутот и 1 килограм ќе чини 41 денар. Од полициската хроника. На 7 април 2025 во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода лицето ЕА, 42 годишен од Прилеп, затоа што на улица Драган Талески во Прилеп извршил кражба од паркирано патничко возило. Украденото е вратено на собствениците, а по документирање на настаните против лицето ќе следува соодветна пријава. На 6 април во ОВР Прилеп, СЈ, 38 годишен од Прилеп, пријавил дека на првиот кат во трговскиот комплекс на улица Херој Карпош во Прилеп од огнено оружје бил истрелан проектил кон зидот во близина на канцеларија од правно лице. Повредени лица нема. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Од спортските терени. Ракометарите на Прилеп ја забележаа и втората победа во плей-аут фазата во Суперлигата на Македонија, откако славеа на домашен терен против Тинекс Пролет со 23:20. Во првото полувреме двете екипи играат цврсто во одбраната, па сето тоа доведе да се заврши со едноцифрен број погодоци на двете страни 9:6. Во вториот дел, иако се разиграа нападите на двата тима, предноста од 3 гола која ја имаа домаќините од првиот дел беше доволна за конечен триумф од 23:20. Биковски и Цветановски со по 6 гола беа најефикасни во таборот на победникот, додека кај поразените Андоновски и Мајнов постигнаа по 5 гола. Во рамките на 23-тото коло од втората фудбалска лига на Македонија имаше неколку изненадувања, меѓу кои и тоа во Прилеп, каде наместо 3 бода за победа, тие ги освоија кај гостинскиот тим Вардар од Неготино. На мечот во Прилеп победа офанзивно почна, имаше шанси и удари на гол, но недоволни за да се совлада сигурниот голман, 21-годишниот кумановец Христијан Ѓорѓиевски. Од друга страна, тимот на Вардар во 63-та минута успеа да постигне гол преку Ѓорѓи Шишков
и така да ги освои 3 бода. Во акцијата претходеше шут на гол, одбиен до стрелецот, па случајно се создаде зицер шанса. Временска прогноза. Времето денеска во текот на денот ќе дува засилен северен ветер со брзина од над 70 км на час, а наместа ќе има услови за провејување на слаб снег. Како што најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи, во следните денови времето ќе биде стабилно и ветровито со температури под просекот за овој период од годината. Утринските температури на повеќе места ќе бидат негативни, а дневните во постепен пораст. Минималната температура ќе биде во интервал од минус 4 до 1, а максималната ќе достигне од 3 до 10 степени. Временска прогноза.